Господин Николовски, добро вечер, ви благодарам за учеството во тема на денот во Дневникот на Сител. Добро вечер, благодарам на поканата и поздрав на сите што не гледат. Некако фрапантно вчера прозвучи информацијата, нов кредит во износ од 6 милиарди евра планира да земе владата од една моќна европска држава, па кој дава толку пари, под кои услови? Не знам на кој начин таа информација е пласирана во јавност, но мислам дека треба да појасно ги прикажеме работите. Ние работиме на еден голем инвестицијски циклус, кој што би требало да опфаќа повеќе сектори. Тука е секако и ресорот кој што јас го водам, значи имаме инвестицијски циклус во делот на автопатиштата, во делот на експресни и регионални патишта, во делот на железничката инфраструктура, тука се секако болниците и останати образованието и останати ресори кои што сакаме да ги развиваме. Се работи за текомни и за нови проекти и се работи за проекти кои што треба да ја променат сликата на Македонија. Но тоа не значи дека од едно место ќе се позајмат определена сума на пари, туку тоа значи дека дел од тие средства веќе се обезбедени во рамки на буџетот, а дел секако ќе бидат позајмени како што секоја нормална високо развиена западна држава прави кога се финансираат вакви проекти. Но мислам, не знам на кој начин е пласирана информацијата, дека делот дека толку ќе се задолжи државата е погрешно пренесен, а дали има државата амбиција толку да реализира, тоа е веќе потврдено одговор. Добро. Според најавите од тие пари, слушнавме, главно ќе се градат инфраструктурни проекти. Кои проекти од вашиот ресор, например, се планирани да се градат од овие пари? Дискутираме ние се уште, можеме да кажам дека сме во многу напредна фаза, но дека деталите би ги имале за месец до два од сега, кога би можел да излезам со детални проекции, детални проекти, време на реализација, начин на реализација и методологија за истата. Она што можам да кажам дека амбиција број 1 и моја и на владата е да изгради брза пруга на коридорот 10 од границата со Србија до границата со Грција, односно од Табановци до Гевгелија. Тоа е пруга која што пред се треба да е карго пруга, односно пруга која што треба да многу допринесе за развој на економијата на Македонија, на начин што ќе ги отвори јужните пристаништа на Европа кон централна Европа. Идејата е секако да има и патнички сообраќај. Тоа се тие 110 до 120 км карго, 160 км патнички? Значи идејата е патнички да биде дволиниска, значи да има две линии, едната линија да е за патнички, другата да е за карго сообраќајот. Карго сообраќајот доди со 120 км на час, со возови со должина до 750 метри, што е максимум што можете да го најдете било каде во светот. Значи, за карго подолги возови од 750 и поголема брзина од 120 нема, што значи дека ќе сме на ниво на најдобрите европски и светски држави во дел на железничка инфраструктура во карго делот, што ќе направи Македонија многу конкурентна, не само во регионот, туку генерално на европско ниво. Во делот на патнички сообраќај сметаме дека оптимална брзина за територија како Македонија, како големина на Македонија е некаде 160 до 200 км на час. Тука веќе има побрзи пруги, има пруги кои што идат и до 300 и до 330 во Европа, надвор од Европа и побрзи пруги, но имајте предвид дека големината на Македонија е таа што е, ова е сосем една пристојна брзина, до 1 час секаде. Која што треба значи дека од Скопје до Солун ќе се патува некаде за час и половина до час и 40, а кога србите ќе го завршат својот дел, од Скопје до Белград се патува за 2,5 часа, а од Скопје до Будимпешта би се патувало за 4,5, од Скопје до Виена за 6 часа. Во вашите проекции кога ќе можеме со тие 160 км на час да патуваме? Па јас зборувам многу за оваа работа и очекувам некаде за не подолг период од 5 години од сега, тоа е максимално брзо за вакви проекти, да не имаме реализиран проект, што значи 2031 година веќе да е ова пруга во функција. Секако размислуваме и за други проекти. Во моментов градиме паралелно 4 автопати со амбиција да отвориме и 5-ти. Го градиме Тетово-Гостивар, кој што го започнавме пред некој ден, го градиме Гостивар-Букојчани, го градиме Кичево-Охрид, кој што е во многу напредна фаза, и го градиме Прилеп-Битола. Дополнително на тоа моментов има активен тендер за Кичево-Букојчани. Се градат и експресни патишта, втората фаза од експресниот пат Прилеп-Градско, делницата Дреново-Фариш е пред завршување и треба да ја пуштиме.
Тука е исто така делницата од Богданци до Гевгелија и бројни регионални патишта за кои што е отворено. Да се вратам уште кратко на железничкиот сообраќај, бидејќи бугарскиот министер вели дека нас не чека да одлучиме за пругата, бидејќи тие веќе проектирале нова пруга кон Македонија исто со брзина од 160 км на час. Каде е проблемот? Дали и оваа наша постоечка што планирате од коридорот 8? Во однос на ова прашање, дури мислам дека покрај јас и јавноста е уморна од изговори од другата страна. Во оваа работа има зборови и има дела. Во моментов зборови во однос на коридорот 8 има многу, дела има само во Македонија. За жал, другите две држави кои што се на коридорот 8 не работат ништо во делот на железничката инфраструктура, во делот на патната е нешто подобра ситуацијата. Во овој момент единствено Македонија гради железница на коридорот 8, имено во јануари месец оваа година ја пуштивме во функција првите 31 км од Куманово до Белјаковце. Во моментов се работат уште 34 км од Белјаковце до Кривопалнка, кои што ќе се готови до крајот на следната година, до крајот на 26-та година, и останува третата делница поврзувањето со Бугарија, каде што сакале, не сакале, му се допаѓало тоа на некому, не му се допаѓало, ние мора да имаме заеднички проект, затоа што проектите не познаваат политички граници какви што се границите помеѓу. Тоа значи коридорот 8 останува со споровозна пруга? Не, коридорот 8 останува со добра пруга, имајќи ја предвид конфигурацијата на теренот во делот на Македонија. Во делот на Бугарија и на Албанија, за жал, ситуацијата е прилично лоша. Имено во Албанија постои железничка пруга, изградена уште во комунизмот, во време на Енвер Хоџа, на хартија има, во пракса е нефункционална, а Бугарија има пруга од Софија која што оди до Ѓуешево, но најчесто оперира со 30 до 40 км на час, не е истата модернизирана, и секако дека треба да вложат сериозни средства да го тоа направат. Во нашиот дел пругата е патнички сообраќај 120 км на час, карго сообраќај 80 км на час, што за таа конфигурација на терен, затоа што се работи за источно планинско подрачје, е пристојна брзина. Добро, што се случи со градскиот превоз, со воз во Скопје? Имавме во вторникот седница на влада, како реков, вторникот вчера. Да. Имавме седница на влада, па прилично активности овие денови, па малце подолго траат деновите, на која што една од точките која што разгледувавме беше реализацијата на проектот Градски воз. Значи, она што го зборувавме веќе е во реализација, заврши физибилити студијата, за да се реализира целиот прстен, како што е замислен со 3 полукругови, вака најсликовито да објаснам на граѓаните, потребни се некаде околу 50 на милиони евра. Дел од тие средства веќе се обезбедени во буџетот за оваа година и јавното претпријатие Железници инфраструктура во многу скоро време, зборувам за недели, максимум месец дена, ќе објави тендер за изградба и рехабилитација на најголемиот дел од инфраструктурата која што ќе се користи. Тоа ќе биде линијата која што оди од Зелениково преку населбата Драчево, ја поставува границата помеѓу населбите Аеродром и Кисела вода и завршува на новата железничка станица. Очекуваме до крајот на годинава да е готова, многу брзо ќе оди амбициозна агенда, и првата делница, односно првите линии на градскиот воз веќе пред нова година да бидат во функција на линијата која што ќе оди Зелениково, Драчево, Кисела вода, Аеродром, центар на Скопје, а паралелно ќе ги развиваме и другите два прстени, затоа што нели се вкупно 3 прстени. После тоа очекувам да направиме синергија со јавното сообраќајно претпријатие и тука не оставаме така работата, на барање на град Скопје, но и останатите општини. Во финална фаза сме на подготовка на тендер за набавка на нови еколошки електрични автобуси. Тоа ќе бидат 120 автобуси, од кои што 80 ќе одат за градот Скопје, што значи дека кога ќе ги споите градскиот воз и нови модерни автобуси, јавниот превоз во Скопје треба да е на многу попристојно ниво од ова што е сега и очекувам резултатите да бидат до крај на оваа почеток на следната година, значи релативно брзо. Ги почитували сега Бехтел и ЕНК роковите за изградба на автопатиштата? Како им плаќате сега? Однапред пари или по учинок? По учинок, затоа што веќе почна реализацијата и одиме на условно кажано ситуација. Од 4 делници кои што се делат договорот, на 3 се работи, на една не се работи заради забелешките кои што ги има УНЕСКО и ние ги поштуваме тие забелешки во делот на заштита на Охридското езеро.
Не велам дека никогаш нема се гради, но треба да најдеме оптимално решение кое што ќе го заштити езерото, ќе ја заштити убавината таму, а во исто време ќе овозможи и модерно патување, затоа што мора да имаме и инфраструктура. Останатите 3 делници, Гостивар, Бокојчани, Тетово, Гостивар и Прилеп Битола интензивно се работат. Во овој момент вкупно се работат на 35 км автопат, очекувам до јули месец да се работи на 68 км автопат, што е многу сериозен прогрес. Некаде околу 60% од вкупниот договор веќе се работи. Тоа всушност го кажуваат и бројките за експроприација. Кога лани бевме избрани само 500 имоти беа експроприирани, веќе оваа година бројката е 2600, значи за 5 пати е зголемена за 10 месеци. Кога министерот Николовски ќе пресече лента на нов автопат во земја? И на кој? Првата лента ќе пресечеме заедно со премиерот и директорот на јавното предпријатие за државни патишта на почетокот на летната туристичка сезона. Тоа ќе е делот од Врбијани до Охрид, од автопатот Кичево Охрид, околу 40 километри. Тоа беше моје најголемо ветување кога бев избран тука и ќе се го одржам зборот. Најдолгата сага на македонските изградена автопатишта, да. Еве ако таа е исклучам, Следна по однос на брзина на реализација треба да е Прилеп Битола. Зборуваме за класични автопати во 27 година. Исто така во 27 нешто подоцна ќе биде завршен и делот на Тетово до Гостивар. 28 треба да биде завршен Кичево Бокојчани. Крај на 28 почеток на 29 година Гостивар Бокојчани или популарната стража кај народот. Така што сите овие 5 автопати треба да бидат готови до 29 година и да не заборавам целата делница на Охрид Кичево ќе ја завршиме до крај на следната година. Значи годинава ги пуштаме првите 40 км до 57 км ќе ги завршиме до крај на следната година. Од политиката како вице-премиер и подпредседател на ВМРО ДПМН, дали она што се случува во Вреди, нели со излагувањето на таравари и последните средби на премиерот Мицкоски најпрви со министерот за здравство, а потоа со лидерите од Вреди, значат дека тој се обидува да ги смири овие две групации? Па тоа би било добро и за функционирањето на владата и за генерално политичкиот живот во Македонија, особено во делот на етничките албанци. Дали тоа ќе се случи или не зависи само од нас и не зависи само од нашата волја. Иначе точно е дека имаше средби изминатиот период со партнерите од владата. На дел бев и јас присутен, разговаравме, комунициравме. Премиерот има многу јасна визија каде сака да се движи државата, но она што е клучно во неговата визија е нашето клучно, едно од трите клучни изборни ветувања на изборите кои што ги добивме минатата година, тоа е дека мора да имаме силна битка со организираниот криминал и корупција, кој што најмногу беше олицетворен во ДУИ. И нашето јасно ветување дека ДУИ ќе е во опозиција и ДУИ е во опозиција и затоа не оставаме никаков простор за соработка со политичката партија ДУИ на било кој елемент во рамки на владата и во било која форма на соработка со политичката партија ДУИ, без разлика дали се работи за формална, неформална, соработка само за локални избори, соработка за било што, тука не оставаме простори. Тука е всушност главната забелешка кон Арбен Таравари и кон неговото однесување. Јас во едно претходно интервју на македонската телевизија кажав дека не верувам дека со целото политичко искуство кое што го има Арбен Таравари е толку наивен да изврши политичко самоубиство и да заврши во прегратките на ДУИ. Се надевам дека нема да ме демантира. Добро. Ако ме демантира, ете, сум направил сега ако ме демантира и излезе од владата, тогаш со кои албански политички субјекти преговарате да не останете со 9 пратеници од албанската етничка заедница како мнозинство во собранието? Не верувам дека ќе дојде до таква ситуација, но владата е многу стабилна. Ние сме многу благодарни на поддршката која што ја добивме минатата година. ВМРО ДПМН освои 58 пратеници, нашиот главен политички опонент освои 18. Има пратеници кои што ја поддржуваат политиката на ВМРО ДПМН, тука и коалицијата со политичката партија Знам, така што ние во моментов движиме ВМРО ДПМН и Знам некаде околу 66-67 пратеници, што е на многу комотна и многу стабилна. Добро, ако Села вели не може во Европски фронт Алијанса за албанците со Таравари, може Алијанса за албанците на Села во владата? Мислам дека тоа е премногу шпекулативно. Тоа е исто така дел од ова друштво на ДУИ, така што принципите се исти. Во политика никогаш не се пресекува до крај, но ако треба денес да
одговорам, би рекол дека ова е повеќе шпекулативно отколку реално. Договоривте ли кандидат за градоначалник на Скопје по фијаското со Даниела Арцовска? Дали одлуката да ја кандидирате ќе се одрази на сегашниот избор, односно да биде партиски човек, а не условно независен кандидат, како што беше со неја? Одлуката може да ја гледаме од тогашен контекст и од сегашен контекст. Тогаш тоа беше одлука која што донесе победа на изборите за градот Скопје и од денешен аспект мислам дека ВМРО-ДПМН беше главниот носител на таа победа, но исто така дека ВМРО-ДПМН имаше јасна стратегија што сака да прави, како што имаме и сега јасна стратегија. За жал, во мандатот, во реализацијата на мандатот, актуелната градоначалничка на Скопје потврли, тоа е факт, и скоро и да нема задоволни луѓе од незината работа. Чувствувате политичка грижа и одговор за ова? Апсолутно, сме го зборували тоа многу често, но луѓето прават јасна дистинкција и се види и по минатогодишните избори дека не ги поврзуваат градоначалничката на Скопје и ВМРО-ДПМН. Сега имаме еден сериозен пул на кандидати во рамки на политичката партија. Дел од нив јавно прокламираат дека се заинтересирани и очекувам втората половина на летото да искристализираме кандидати за градот Скопје, а претходно кажа и премиерот, кој што е председател на партијата, крај на мај, почеток на јуни очекуваме да кристализираме кандидати за другите општини. За крај, кратко, имате некои фикс кандидати што би трчале за втор мандат, од кои што сте презадоволни како се работија? Одлуки партијата се уште нема донесено, но можам да кажам дека во неколку големи општини каде што градоначалниците имаат одлични перформанси, дека е јасно дека ќе им дадеме шанса да трчаат за втор мандат, затоа што има сериозен развој во тие општини и многу голема разлика се гледа од претходно до сега. Сега од тука и ние помагаме како влада, но доколку нема иницијатива кај градоначалникот џабе помагате, така што има доста агилни градоначалници кои што добро си ја бркаат работата. Ви благодарам за гостувањето во Тема на денот. Благодарам, беше задоволство.